Системот 48 часа што се применува во општина Гевгелија неколку години, денес беше презентиран пред представниците на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија и на проектот Јакнење на капацитетите на надлежните органи за безбедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна политика. Проектот е финансиран од Европската Унија, а е имплементиран од НИРАС, интернационална консултативна компанија со седиште во Данска, а има представништва во Европа, Азија и Африка. Нуди консултации за информатички дизајн и менеджмент. Тим лидер на проектот е доктор Мина Барова. Денес беа презентирани искуствата и досегашните резултати од примената на системот 48 часа за подобра комуникација со граѓаните и поголема транспарентност. По самото влегување се гледа дека вашата општина е исклучително квалитетна, како што видовме. Агенцијата за храна и ветеринарство како централен орган навистина ќе има можност да види еден систем како функционира на локално ниво и тоа претпоставувам дека би требало да ви биде еден комплимент и очекувам дека вашиот систем можеби ќе придонесе за подобрување на нашиот систем кој што се уште не е во успоставеност. Јас сум многу среќна што имам и јас прилика покрај на сајтот и лично да видам оваа презентација, бидејќи јас сум во принцип повеќе експерт ми е малце термини излите, меѓутоа ете работам со локалната самоуправа, одамна не сум била во Гевгелија и се гордеам што Гевгелија навистина исчекори во тој поглед, бидејќи ова е многу едноставен систем со голема ефикасност. И бидејќи сум ангажирана заедно со колешката од Франција да се обидеме да представи нови модели на внатрешна комуникација, се сетив дека може би интересно да се види вашата пракса, значи дека е тоа тестиран модел и да се види бидејќи не е тоа само кон граѓаните, тоа не би функционирало ако немате внатрешна координација на целиот тим. Вие како луѓе кои што го храните овој систем не можете да го обезбедите ефектот доколку внатре не е комуникацијата соодветна на тоа што значи и техника, значи треба и сите работи да се ходат. Преку системот 48 часа што се применува во општина Гевгелија, на граѓаните им е овозможено по телефон и електронски пат да ги пријават своите барања и во рок од 48 часа да добијат одговор за нивно решавање. 2 пати месечно се врши јавна презентација на пријавените и решените барања. Општина Гевгелија, како во изминатите години, ќе продолжи со финансиска и друга помош на лицата со загрозена социјална ситуација, пред се лица со ниски примања или приматели на социјална помош. Покрај еднократната парична помош на овие лица, според програмата за социјална заштита во 2015 година, општина Гевгелија продолжува со субвенционирањето на престојот на 20 деца во детските градинки кои потекнуваат од семејства приматели на социјална парична помош, односно семејства со ниски примања. Продолжува и субвенционирањето на потрошувачката на комунални услуги, испорака на вода за пиење, канализација, одведување на урбани отпадни води и погребални дејности. Ова активност се однесува на домакинствата кои се корисници на правото на социјална парична помош на подрачјето на општина Гевгелија. Корисникот го остварува надоместокот по основ на субвенција доколку остварува право на социјална парична помош, согласно Законот за социјалната заштита, редовно да ги плаќа сметките за потрошината вода и другите комунални услуги, а потрошувачката на вода не надминува повеќе од 20 метри кубни месечно. Во програмата за социјална заштита и годинава се предвидени редовните активности за социјално згрижување, како што се новогодични пакетчиња на децата кои потекнуваат од семејства корисници на социјална помош, еднородителски семејства и штитениците на дневниот центар за деца со посебни потреби, доделување на огревно дрво на лица кои се корисници на право на социјална помош, како и великденски пакети на лица кои се корисници на право социјална помош. Општината продолжува и со поддршката за подобрување на квалитетот на лицата на живење со посебни потреби преку субвенционирање на превоз на одредени категории лица со посебни потреби во општинскиот линиски превоз на патници, како и обезбедување еден оброк за штитениците на дневниот центар за деца со посебни потреби. Годинава, исто така, ќе се доделува еднократна парична помош за новородени деца чии родители се со постојано живеалиште во општина Гевгелија во износ од 6000 денари.
Инаку, според социјалната слика на општината, во меѓуопштинскиот центар за социјална заштита лани биле евидентирани 42 корисника на социјална помош и 90 корисници на социјална парична помош, како и 62 лица со посебни потреби. Познатиот гевгелиски уметник Никола Бутров, добитник на највисокото општинско признание, наградата за животно дело 7 ноември, вечерва меѓу 16-те балкански автори. Во Скопје ќе се представи на изложбата Балкански современ акварел. Покрај македонски познати уметници, на изложбата ќе се представат и автори од Босна и Херцеговина, Бугарија, Србија, Хрватска и Турција. Целта на изложбата е на љубителите на ликовната уметност од земјата да им се покаже дека, иако запоставен и неговата инфериорна положба, акварелото возможува високи уметнички резултати. Вечерашнава изложба Балкански современ акварел ќе биде отворена вечерва во музеот на град Скопје со почеток во 20 часот. Во петок на 23 јануари 2015 година со почеток од 19 часот и 30 минути во Гевгелија ќе биде отворена изложбата на икони во византијски стил на Златко Трајков. Ова е негова прва самостојна изложба и е посветена на својот роден град Гевгелија, но и на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Изложбата е организирана од страна на јавната општинска установа Библиотека Гоце Делчев под покровителство на општина Гевгелија. Истата ќе биде отворена во наредните 4 дена од 17 до 21 часот. Продолжуваат кошаркарските надпревари во Библ лигата. Кошаркарите на Кожув од Гевгелија денес гостуваат во Приштина. Во рамките на 7-то коло од Балканската кошаркарска Библ лига, екипата на кошаркарскиот клуб Кожув од Гевгелија денес гостува на екипата на Сигал Приштина. Надпреварот започнува во 19 часот. Инаку, кошаркарите на Кожув се единствената непоразена екипа во ова надпреварување и без пораз со 12 бодови се лидери на табелата во Б групата од Библ лигата.